Добар ден, почитувани гледачи. Сабота 22 август, 13:30 часот кога го снимам ова видео, правиме на мала прошетка низ центарот на градот. Во време кога работниците, они кои се до 15 часот напуштаат од работа, денес е пазарен ден во Делчево. Видео од градскиот пазар може да погледнете на нашиот YouTube канал со посебен извештај за цените и атмосферата, и таму немаше голема растеженост поради топлото време. Инаку сабота е ден кога, знаете, обично има најмногу посетеност од страна на гостите од соседна Бугарија. Тоа сме го кажувале во милион наврати. Денеска е полно и на базенските комплекси, каде цените се практично намалени или бесплатно е влегувањето на некој од нив. Најмногу бидејќи веќе сезоната завршува. Знаеме дека после август обично температурите се спуштаат во Делчево, а и учениците тргнуваат на училиште во септември, така да базенските комплекси не работат во тој период од годината. Претпоставам, ако нешто ептен има големи високи температури, за викендите можеби ќе бидат повторно ставени во функција и во септември. Но како и да е, имаме топли августовски денови. Полека завршија оние иселенички средби. Се ближи одбележувањето на големиот христијански празник, посветен на Мајката Божја. Обично за тој празник во утринските часови најмногу посетеност има во црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево, а за соседните општини Македонска Каменица и Берово е важно што таму се одбележува исто така празникот на градот. Во Македонска Каменица е троен празник: ден на рударите, денот на градот и ден на Мајката Божја. Во Берово 27 до 29 е еднопоштет фестивалот, а во Македонска Каменица од 26 до 28 каменичко културно лето. Еве, фрламе уште еден поглед на градскиот пазар. Намален бројот на возила, на автомобили. Се уште има тезги. Полека ќе почнат да го прибираат својот остаток од робата која беше понудена. Да се надеваме дека најголем дел луѓето ја продале, да не им биде џабе доаѓањето, а нема да им биде сигурно, бидејќи во ова топло време најмногу се бара јужното овошје, градинарските производи, пиперките, патличанот, доматите и сето оно што е потребно на домаќинство за да ја помине неделата. Да може да се направи некој интересен доручек. Поздрав до Мики од Германија. Односно од Звегора, живее на една привремена работа во Германија, односно таму живее со семејството во Офенбург. Еден од така позаслужните што се подобри условите на терените
за тенис во Делчево. Сега не знам каде точно прекина микрофонот. Рековме еден од позаслужникот за тоа што се доуредија тениските терени во Делчево. Ние оваа обиколка ја продолжуваме, па ќе се упатиме кон градскиот базен на едно кафе и кисела вода. И ние малку да се разладиме и да уживаме во летната атмосфера која нуди овој комплекс. Инаку се познава, има некоја така наречена омарнина од топлото време. Потребно е некое мало разладување, иако летните месеци се така пријатни за луѓето. Потоа знаеме кога ќе почне да се стемнува од 4 попладне, малку е друго чувството. Значи ќе имаме и такви пронежливи денови здравје и снежни здравје, а летото е лето. И посакуваме пријатен ден и се најдобро.